Додека одлично платените за наши услови владени функционери секојдневно ги сервираат глаголските форми подобруваме, овозможуваме, унапредуваме, уверувајќи го народот колку работат за него и колку му е убаво, суровата реалност се повеќе го притиска обичниот граѓанин да фати дженем, гледајќи и слушајќи што се случува во неговата татковина. Од неправилности до неправди, од премолчувани кражби до тешки криминали. Ако за една обвинителка која се пожали до меѓународните фактори нема правда, тогаш што останало за обичниот човек? Ако во едно Арачиново и неколку други општини не е тешко да се погоди кој, со години владеело и се толерирало беззаконие, недисциплина и граѓанска непослушност, каде економијата функционирала како буре без дно, а за сметка на сите други во земјава, тогаш секој има право да се запраша зашто всушност работи и живее и како е можно во државата на сите едни да дрпаат милиони и да се недофатливи за законите, а други да одговараат за 10 кебапи. Повозрастните се уште се прашуваат како низ државчето протатнеа финансиските, Тата Алфа, Евростандард, Куфер, Томчаки и други афери без некој да одговара, а кој на крајот на еден или на друг начин сепак ги плати народот. Криминалот толку се одомакини што стана исплатлива професија, па врвни државни функционери без проблеми и многу размислување посегнуваат по милиони евра како да се детска играчка, бидејќи подоцна следуваат долгогодишни истраги и судски постапки кои најчесто завршуваат со заборав и на штета на државата.